Бог Елохим, односно Бог Отецот и Бог Мајката. Од создавањето од секогаш заедно го извршувале делото на откупување. Бог Елохим, кој се нарекува себе си како ние, на почетокот ги создал небото и земјата 6 дена. Со други зборови, Бог Отецот и Бог Мајката заедно ги создадоа небото и земјата и се што е во нив. Дури и по создавањето, Бог Отецот и Бог Мајката заедно го извршиле откупното дело. Господ рече: ајде да слеземе и да им го збркаме нивниот јазик, за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. Зашто таму го збрка Господ јазикот на целата земја? Бог рече да слеземе и да им го збркаме нивниот јазик. Ова укажува дека Бог Отецот и Бог Мајката заедно ја прекинале работата на изградбата на Вавилонската кула. Овој запис од Библијата покажува дека Бог Отецот и Бог Мајката работат заедно уште од создавањето на светот. Освен тоа, Бог Отецот и Бог Мајката исто така работеа заедно во назначувањето и испраќањето на пророците. Кого да испратам и кој ќе отиде за нас? А јас реков: еве ме мене, испрати ме мене. Бог не рече: кој ќе оди за мене? Наместо тоа, Бог рече: кој ќе оди за нас? Тоа значи дека Бог Отецот и Бог Мајката испратиле и пророк заедно. При создавањето на свет, Бог Отецот и Бог Мајката работеа заедно. Кога ја прекинаа изградбата на Вавилонската кула, Бог Отецот и Бог Мајката работеа заедно. Бог Елохим, кој се нарекувал себе си како ние, со други зборови, Бог Отецот и Бог Мајката секогаш работеле заедно. Затоа, според учењата на Библијата, ние мора да веруваме и да го следиме Бог Елохим, кој се нарекува себе си како ние Бог Отецот и Бог Мајката.